Беџет Исламовски од прилепското село Канатларци е еден од поголемите земјоделци не само во Пелагонија, туку и во цела Македонија. Обработува околу 150 хектари земја засадена со пченица, сончоглед, пиперки, тутун и бостан. Секоја година постојано го зголемува своето производство. Но за жал, тој е еден од ретките вакви примери во државава. Во последниот период се почесто земјоделците, особено младите, ја напуштаат оваа гранка. Само во Прилепско над 30% од обработливите површини се празни, а во други региони може би и повеќе. Според Исламовски, причина за ова е тоа што нема загарантиран пласман и откуп на ништо освен за тутунот. Само со гарантирана цена. Многу не оценуваат млинарите, да речам, зашто нема гарантирана цена и нашата пченица ни го кудат, немал квалитет. Најпојќе имаме мака, не оценуваат со пченицата, немаме квалитет, српското бил. И многу возуваат српско брашно. И млинарите ни викат како да ви платиме пченицата кога има други дилери што увозуваат, а ние купуваме пчените, произведуваме нашите брашно, македонското стој, увозуваат странство брашно. Со сончогледите, лани имаш убава цена, ова година одма ни турна, ја сега Благој Ѓорев и Агрофила се двајца откупувачи, со сончогледот толку мака не тргаме, ама бараме да има гарантирана цена, зашто да се увози масло од странство, кога ние можеме да произведуваме сончоглед, па да имаме и масло. Со другите производи каква е стацијата земјоделски? Моментално најубаво е да речам како бараме ние земјоделците, бараме како што е тутуно примереве склучев договор со гарантирани цени. Па ми одговара, лани имав 50 декари, ова година планирам да имам 60 декари. Значи гарантирана цена, склучен ми е договор, значи спрема цените би одлучувал да ризикувам да произведувам, значи и аргати и се. За тоа дека Македонија се помалку произведува храна и од година во година е се повеќе увозно зависна земја, говори фактот што само лани, според податоците на Државниот завод за статистика, сме дале скоро 1 милијарда евра за увоз на храна. За 10 години увозот на храна е зголемен за фрапантни 88%. Според професорот Драги Димитриевски од Факултетот за земјоделски науки и храна од Скопје, причините за овие негативни трендови се долгогодишни. Слаби врски, би рекол, несоодветни врски во целиот вредносен синџир, од примарен производител до краен потрошувач. Она што се случува и за кое што најчесто земјоделците реагираа во минатите години, тоа е нивната слаба пазарна моќ. Им беа наметнувани и цените, и условите на пазарот, и сето тоа доведуваше да на крајот она што крајните потрошувачи пак сега го плаќаат, да не се соодветно враќа кај примарните производители. Цените на импутите, она што е трошок за земјоделците, растеа со еден поинтензивен тренд, а тоа не го следеа цените на финалните производи, на она што производителот треба да го продаде, и кога ќе ја направи таа разлика, да обезбеди доход, да остане за тој да може да обезбеди екзистенција за семејството. Ваквата состојба доведува до напуштање дополнително на земјоделството. Ако Македонија во 90-тите години имала 660.000 хектари обработливо земјиште, сега тоа е околу 500.000 хектари, па може би и помалку. Од околу 2 милиони овци во 90-тите, сега имаме околу 500.000 грла. Од 250.000 грла на говеда, бројката сега е падната на не повеќе од 100.000. А исто така големи намалувања има и во тоа што како земја бевме познати, а тоа се раноградинарските култури. Од друга страна пак во последните 15 години сме потрошиле како држава 1,5 милијарди евра за субвенции за земјоделците. Според Димитриевски, целата аграрна политика е погрешна. За жал, многу малку од тие вкупни 1,5 милијарда и повеќе средства се вложени во програмата за рурален развој. Најголем дел од средствата кај нас одеа во програмата за директни плаќања, она што народот го знае како субвенции, земјоделците го знаат како субвенции, и тоа по единица капацитет, по хектар или по грло, по остварен производ, што е уште, би рекол,
ценовна поддршка по остварен производ по литар или по килограм, каде што пак дополнително ние не ги стимулиравме земјоделците, него тие средства индиректно некако завршуваат и кај откупувачите. Сето ова значи доведува до тие средства да завршуваат како средства со кои што на некој начин се чува социјалниот мир, а не одат во она што требаше вистински да се оствари, да се обезбеди конкурентност. Да се инвестира во модернизација на земјоделските стопанства, набавка на механизација, набавка на опрема, реконструкција на хидросистемите. Експертите излезат го гледаат во воспоставување на сосема нов начин на функционирање на македонското земјоделство, со кое што прво ќе се стопира пропаѓањето на оваа гранка, а потоа би се започнало и со нејзин развој. Решението го гледаат во здружувањето и окрупнувањето на малите земјоделски стопанства. Земјоделските задруги како нешто што треба да ја покрене целата оваа да го стави во функција целиот овој капацитет што постепено го имаме напуштено пред се земјоделското земјиште. Зборуваме за окрупнување? Зборуваме за окрупнување на производството, значи, и производство кое што ќе има поголеми серии, стандардизирано производство, за да може да ја зголемиме конкурентноста која што постепено ја губевме во минатото. А малите земјоделски стопанства? Малите земјоделски стопанства да на некој начин ги организираме на еден друг начин преку земјоделските задруги, односно кооперативите или здруженија на производители, организации на производители, да го изнајдеме кој е тој најповолен модел. Трансформирање на мерките на земјоделската политика, за да на некој начин обезбедиме да вратиме дел од капацитетите. Значи, прво да се разбереме да го сопреме овој негативен тренд, а подоцна да одиме постепено во со некои нови модели на кооперации, со некои нови модели на производни структури. На малку поинаков став е агрономот и професорот од Средното општинско училиште Орде Чопел од Прилеп Филип Димковски, кој смета дека сепак акцентот треба да се стави на малите земјоделски стопанства, а укрупнувањето да дојде постепено, затоа што сега било доцна за тоа. Сметам дека решението е во поттикот на малите земјоделства, на малите стопанства кои во почеток би произведувале храна за своите семејства и за мал број на потрошувачи, и со тоа ќе станат одржливи и така постепено би можеле да се подобрат тие ситуации. Кој е вашиот став околу политиката која што во последниот период се наметнува во Македонија за окрупнување на парцелите? Мислам дека доцна е да се прави тоа. Може би да бевме малку поразвиени со малку посредена аграрна политика, ќе беше добра таа мерка. Меѓутоа мислам дека е доцна. Зошто така? Затоа што имаме многу мал број на население, голем број на млади кои се иселени. Тоа е премногу административно комплицирано да се направи тоа окрупнување на поседите, така што мислам дека многу време ќе изгубиме додека да дојдеме до тој момент. А наеднаш сега треба малите производители да се поттикнат, да се искористи плодната земја, сончевите часови кои ги имаме, и секако мора да се спречи тоа користење на плодни површини за градба и за правење на фотоволтаици, сончеви панели и така натаму. Тоа мислам дека ќе не доведе до голема пропаст. И граѓанскиот сектор е наставил дека треба да има редизајнирање на системот на субвенции, да има тие развоен аспект, но и повеќе промени на земјоделската политика, како и окрупнување на земјоделските стопанства. Сето тоа се должи на самата миграција, дел на климатските промени, на растот на цените на инпутите за земјоделско производство, немањето на доволна работна сила во секторот земјоделие и шумарство, како и ниската поддршка или недоволната поддршка за осовременување и модернизација на самото земјоделско производство, што би имале и квалитет и квантитет на производи,
Нашата држава веќе од 250 сончеви денови, кои што се нели дел поволни за земјоделството, од друга страна веќе треба да размислуваме дека имаме многу сушни периоди што дополнително влијаат на самото земјоделско производство, а воедно најважно од се е дека факт е кај нас дека земјоделството не е атрактивна професија и дека приходите од земјоделските производи веќе не се доволни за земјоделците да водат пристоен живот, што самите земјоделци веќе одлучуваат да намалат во производството или пак речиси да се откажат. Конкурентноста на странските пазари на земјоделските производи кај нас представува дополнителен проблем, заради тоа што од страна увезуваме производи со пониска цена од цената што навистина е производна и начинење на производот што ги произведува нашиот фармер. И како да се реши целата оваа ситуација, каде е излезот? Потребни ни се посеопфатни земјоделски политики. Начинот на субвенционирање веќе треба да се насочи да има онаа развојна компонента, договорно производство, да се насочиме кон производи кои што се барани на пазарот, кои што може да успеат кај нас. Самите мерки треба да бидат насочени и кон поддршка за земјоделците за справување со климатските фактори, модернизација, осовременување на земјоделското производство, а секако и окрупнување на самото земјоделско земјиште. Имаме бројни примери од земји и од ЕУ на начин на поврзување на земјоделците во земјоделски задруги, поддршка во однос на самото осовременување. Исто така, освен промена на земјоделските политики, треба да се работи и на подобрување на квалитетот на живот во руралните средини. Руралната инфраструктура, за жал, ни остана таква каква што е, односно не многу се вложува во делот на изградбата на патишта, во делот на обезбедување на услуги. Во најголемиот дел од руралните средини вие пред се немате ниту една обична амбуланта, немате каде да се обратите институции во делот на добивање на различни услуги, дали се тоа социјална заштита, дали се тоа здравствена заштита и слично, и буквално сте доведени во ситуација или принудени да не толку сакате да се иселите од селото до руралните средини, доколку ги немате овие основни услови, да сакале или не тоа да мора да го направите. Финансиска поддршка има, да, од страна на институциите, од страна на државата, но сметаме дека не е соодветно распределена. Давањето на тие директни плаќања, кои што секоја година не чинат од 120 до 130 милиони евра, е несоодветно и односно не се врши на соодветен начин. Тие се даваат по обработлива површина и меѓутоа буквално не на секаде може да се види дали на таа површина навистина нешто е насадено или не. Ги нема толку контролите нери поради капацитетите и така натака, и на крај се доведуваме во ситуација да често пати имаме и такви случаеви каде што субвенции се земаат, а при тоа да не е ништо ниту засеано, ниту посадено. А ако се промени начинот на субвенции и финансиската поддршка и повеќе се насочат средствата кон руралниот развој и ќе се вложуваат во развој на земјоделското стопанство, сметам дека ќе има многу далеко поголеми резултати. И покрај неколкуте наши обиди, и телефонски, и преку праќање на прашања по мејл, не успеавме да добиеме одговор или став од Министерството за земјоделство за оваа состојба и како се планира истата во иднина да се надмини. Едно е јасно, без промена на земјоделската политика и без заедничка консултација на сите засегнати страни и експерти од оваа област за создавање на правилна стратегија, Македонија од година во година ќе станува се повеќе увозно зависна земја од храна, а за десетина години, доколку ништо не се промени, можеби и најголемиот дел од храната ќе треба да ја набавуваме од странство.